Добар ден, гледате Аргумент. Добар ден и за мојот гостин, професорот Нано Ружин, поранешен амбасадор на Македонија во НАТО. Добар ден. Добар ден. Благодарам што сте со нас. Вие сте во моментов во Охрид на една конференција, но најпрво ве молам ваш коментар за идејата на германскиот канцелар Мерц како Западен Балкан, значи Македонија, но и Молдавија и Украина побрзо да влезат во Европската Унија. Како вели Мерц за Македонија, Западен Балкан, Молдавија, забрзана и постепена интеграција, преку привилегиран пристап до внатрешниот пазар на Европската Унија, поблиску вклучување на европските институции. Постепена интеграција значи дека се заснова на градење на блокови, што би овозможило усогласување на европското законодавство чекор по чекор и зголемена финансиска и техничка поддршка. Нано Ружин, што велите за оваа идеја на Мерц? Прво, ова идеја не е нова, значи во кулуарите постојано е присутна. Во сушност се работи за две групации држави. Тоа се овие од Источна Европа, мислам екстремно Источна Европа, Украина, Молдавија, тука беше и Грузија, каде што геополитичкиот интерес на Европската Унија превладува, значи да се проширува до таа насока, што тоа произлезе како резултат на руската инвазија на Украина. И вториот овој принцип, пристап, тоа е повеќе го нарекуваат пристап на постепено проширување со користење на критериумите од Копенхаген, каде што овие држави некои повеќе од 20 години ги исполнуваат. Значи се работи за геополитички и копенхашки пристап, со тоа што Западен Балкан исто така интересен во геополитички аспект, и така што и вклучувајќи ја и нашата држава и останатите држави од Западен Балкан имаат шанса да излезе начин да бидат протежирани, иако во самиот пат кон Европската Унија, иако за тоа не можеме да кажеме дека беше пракса во изминатите 10-20 години. Но, како што знаеме, ние имаме и уште една пречка, тоа е промена на уставот и внесување на граѓаните од нашата држава кои што се чувствуваат како бугари. Добро, она што е проблем всушност е токму тоа внесување на бугарите во уставот, односно одбивање на премиерот Мицковски тоа да се случи. Има не се само гаранциите во прашање за македонскиот идентитет, има многу барања од страна на Мицковски. Видете, прво треба да се знае дека Европската Унија на никого однапред не му ветила дека сигурно ќе влезе во Европската Унија на овој начин, односно секоја држава која што е на патот кон Европската Унија мора да исполни одредени критериуми, но, например, замислете да се случи државен удар, да се воведе диктатура и така натаму. И сега Европската Унија не може за таа држава однапред да каже дека ќе биде членка на Европската Унија, но од друга страна сметам дека прашањето на идентитетот не доаѓа предвид како тема, бидејќи знаеме од Преспанскиот договор дека тој идентитет е потврден, дека единствено само го сменивме називот на државата, но од друга страна се тоа што всушност го потврди и председателката Силјановска, се потврдува пред се името на јазикот, значи македонски јазик, и исто така граѓаните како македонци, иако од незнаење, а може би и од грешки, некои политичари го употребуваат тој несакан израз северно македонци, меѓутоа со тек на времето мислам дека тоа ќе постепено ќе исчезнува, освен ако не се употребува чисто од злобни намери, некоректни политички намери и така натаму. Да, од провокации кои се очекуваат
се очекуваат и од Бугарија, конечно Радев е сега премиер на владата, но можеме подоцна да говориме за ЕУ проширувањето и Македонија, доколку имаме време. Би сакала сега малку околу шпиунската афера во кабинетот на председателката Силјановска. Прво ме интересира да и кажете, да ја објасните на јавноста каков вид на информации, класифицирани документи добива председателката Силјановска од други институции, значи и од странство и од тука, заради тоа што контекстот на оваа афера е проширен, се работи за оддавање на тајни на странски разузнавачки служби. Значи, што се работи? Прво, да видиме што се класифицирани информации. Да. Се работи, всушност, тие се подпираат врз збир на стрикни директиви на државата, ако е членка на НАТО, но меѓутоа и на државите кои што не се членки на НАТО, но секако да се членки на партнерството, да ги чуваат своите и тугите тајни, и тоа политички, воени и економски, и кои што можат да бидат класифицирани, мислам, поделени во 4 нивоа. Највисокото ниво се вика Cosmic Top Secret, тоа е значи тајна која што е навистина од големо значење, која што бара посебен третман и која што се испраќа на држави и членки на Алијансата, кои што навистина ќе ги чуваат, а не мора да сите држави членки да ги добијат овие класифицирани информации. Втора по иерархија е тајна на НАТО. Тајна на НАТО тоа значи дека таквата информација, доколку дојде до непожелни луѓе или оние кои што немаат безбедносен сертификат, кој што исто така се обновува и кои што го ја издале таа информација непотребно или, како што рековте, во смисла на шпионажа, под продавање на информации и така натаму, таа тајна на НАТО може да го оштети, да оштети Алијансата, бидејќи се работи за тајни кои што се доверливи и не се за употреба во медиумите. Третата по иерархија, веќе послаба, се така наречена НАТО доверлива информација. Тоа значи доверливост во смисла дека исто така, доколку излезе во јавноста, на известен начин може да издаштети и на државата примач, и на Алијансата. И четврта е документи со ограничена дифузија, значи документи кои што се повеќе, ја би рекол, од политичка природа и кои што, или економска, и кои што исто така може да нанесат одредена штета и се чуваат како тајни документи. Сега се прашуваме кој има пристап до овие документи. Пред се, како што кажав, тоа се луѓе, значи администрација која што е сертифицирана во така наречениот безбедносен документ, безбедносен сертификат, и кој што администратор или човек вработен, тој има прецизни и јасни утврдени форми на активност во нејзиното раководење. Тоа е многу строга форма на дисциплина. Воглавном, кај нас тие информации стигаат електронски, бидејќи веќе се избегнува она испраќање по дипломатска пошта, и тоа се строго заштитени информации кои што функционираат уште од времето кога бевме партнери. Нормално сега е веќе многу побитен контекстот и затоа нејзиното чување како класификувана информација е еден вид тест за државата членка дали ги исполнува вистински условите. За среќа, овој документ за кој што зборуваме сега, наводната афера шпиунска, за која што не го сретнав зборчето класификувана информација, туку едноставно мислам дека се работи за некоја ограничена дифузија на информација
и во нејзе практично до нејзе има пристап самата председателка. Не верувам дека и останатите, значи таа може лично или во најекстремна линија и со својот советник да разговара, да биде информирана и да реагира во случај на нешто што е многу битно за државата, за интересите и на Северна Македонија и на Алијансата, чии сме ние членки. Според информациите, односно пријавата која група анонимни доставувачи, анонимни вработени во Министерството за внатрешни работи ја доставуваат до обвинителството. Според оваа пријава велат дека се копирале, шифрирале податоци со таен код кои требале да завршат кај странски разузнавачки служби и се спомнува Русија. Видете, навистина не можеме ние, бидејќи не знаеме содржината, точната содржина на ова класификувана или информација со ограничена дифузија. Обично тие што работат на таков начин, значи илегално, или имаат некој финансиски интерес или некој идеолошки интерес, некогаш и некој партиски интерес, разбирате, бидејќи тоа треба да представува интерес не само од човекот кој што се интересира за таа работа, туку да има и употребна вредност. Во НАТО инаку се знае дека кој може до таа информација да дојде. Знам дека имаше некои слабости во нашиот систем, на надзорни камери и така натаму што читав, дека сепак е откриена аферата, а кога државата, која е примач на информации, како што е Република Северна Македонија, постојат исто така 4 форми на заштита на информации. Најсилната е така наречена Бохемија, односно каде што се заштитуваат информациите од топ секрет, космик топ секрет, потоа доаѓа така наречената криптозаштита, тоа е заштита на телекомуникациите, има заштита US SIOP, тоа е заштита на оперативните форми на активност на Соединетите Американски држави и постои така наречена атомал, односно заштита согласно договорот на државата членка на НАТО со Алијансата. Ние сме држава членка на НАТО и ние токму имаме пристап и до оваа форма на заштита. Но секако тука, бидејќи сме млада членка, бидејќи сме се уште, што се вели, доста можеби неискусни во тоа, еве се случило и тоа. Мислам дека ова е добра поука за посериозен пристап кон чувањето на информациите кои што доаѓаат од Алијансата или од Европската унија, бидејќи како што знаеме исто така и Европската унија има своја димензија на заштита на информации. Се проверуваат ли луѓето кои работат во случајот во кабинетот на председателката Силјановска, имаат ли безбедносни сертификати? Тоа јас лично не знам, претпоставувам дека имаат, но еве би појаснил уште нешто. Кога доаѓа една класифицирана информација, постојат, би рекол, 5 фази. Првата фаза е регистрација. Значи има личност, еден или двајца кои ја регистрираат таа информација. После тоа истата се евидентира, значи тоа е втората фаза, евиденција на истата информација. После тоа таа информација исто така се пристапува кон ракување со истата информација, значи се ракува со нејзе, конечно таа се дистрибуира до главните центри кои што ја примаат во една држава, како што реков, тоа се највисоките функционери во државата и тоа е нивниот број е редуциран на тројца, односно 4 личности и конечно стапува така наречената форма на уништување на информацијата, бидејќи информацијата не може вечно да стои
во рамките на архивите. Факт е дека, например, таковите информации во Алијансата стојат во незините архиви, меѓутоа на 5 години тие се преиспитуваат дали се се уште Cosmic Top Secret или кога веќе работице се откриваат, незината значење почнува да опаѓа. Така што тоа е навистина еден многу битен елемент, бидејќи доколку од една држава, од една државна институција почнат да истекуваат информации, тоа е лошо и за имиџот на државата и за имиџот на тој функционер во меѓународните рамки, затоа што тогаш станувате држава која што можеби има одредени пропусти во чување и заштита на класифицираните информации. Сигурно сега НАТО е алармиран. Што ќе стори Алијансата? Да ги сочува овие класифицирани информации, документи, материјали? Не, видете, НАТО може да биде известен, бидејќи како што чувме од медиумите, тоа е документ со ограничена дифузија, според моите познавања, доколку нема нешто покрупно. Така што само НАТО ќе прими к знање, што викаат хрватите, дека се случило нешто, меѓутоа видете се случувале слични скандали, би рекол, ова не е ни скандал, слични испади во други држави, во држави членки, и тоа со многу посериозни содржини. Мислам дека беше сега да не некој од балтичките држави имаше таков проблем, и така натаму, и така натаму. Така што веројатно ќе има одредена, можеби, проверка, одредени разговори со техничките служби за тоа зашто до тоа дошло, проверка, обнова или укинување на безбедносните сертификати на одредени луѓе кои што работат со тоа, бидејќи не може туку така некој да му текне, да ако е вработен, не знам на кое место, да дојде и да слика податоци кои што се битни и за државата, и за Алијансата, односно Европската унија. Значи ќе може да одземат безбедносни сертификати, освен што има и информации дека тоа се неофицијални информации, шпекулации, потенцирам, дека човекот во кој се сомневаат дека оддавал, односно ги прибирал овие материјали, службеник вработен од IT секторот, дека е сега во моментов суспендиран, додека трае истрагата. Но безбедносните сертификати дали на сите ќе бидат одземени? Тоа е одлука на кај нас, пред се на Министерството за внатрешни работи, после тоа на обвинителството, кое што исто мислам прочитав дека исто вмешано во тоа, но како и да е, безбедносните сертификати се многу значаен елемент за класифицираните информации, и мислам дека тука треба да дојде бар до укинување на истите, ако не дојде дури до некоја кривична пријава, меѓутоа тоа е сепак прашање на судската власт и на тоа што ќе се случи на ниво на државата. Да. Добро, јас благодарам на Ано Ружин што бевте гостин во Аргумент. Благодарам и на вас. Благодарам. Благодарам што не гледавте. Пријатно.